Пред 1,5-2 месеци е завршена северната трибина, што е поставена кровната челична конструкција, а во овој момент се работи јужната трибина, како што гледате, и активно изведувачот, градежната компанија Изофаст, работи интензивно и према договорот што го имаме вклучено заедно општина Прилеп со изведувачот до крајот на оваа градежна сезона, реконструкцијата и градежните работи на градскиот стадион, вклучувајќи го оградниот зид, заштитната ограда и се она што пропратните аксесорни елементи што се на овој објект ќе бидат завршени. Тревникот, кај што сега се најдуваме, е работа и договор што треба да го направи Фудбалската федерација на Македонија, кој што за жал и досега требаше да биде направена, од кои причини за мене непознати и неразумни. Фудбалската федерација на Македонија се уште со компанијата од Република Бугарија што има склучено договор, работи ретко и многу малку за да ја оспособи тревната површина за играње на утакмици на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп. Јас во понеделник имам закажено состанок со претседателот на Фудбалската федерација и генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија, каде што токму ќе разговараме за овој дел, нивниот дел што треба да го реализираат, тоест да се направи теренот, тревникот на градскиот стадион, за да може да се вклопи целокупно со завршувањето на градежните работи на градскиот стадион, да биде готов и тревникот. За жал, уште еднаш ќе спомнам, не знам од кои причини не е направено, а требаше години наназад ова работа да биде завршена со тревникот. Ама јас се надевам дека после состанокот што ќе го водиме во понеделник, ќе најдеме заеднички јазик, ќе најдеме решение како час поскоро да се направи тревникот, така да со завршувањето на градежната сезона, со завршувањето на градежните работи и оформувањето комплетно на реконструкцијата на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп, ќе биде оспособен и тревникот. Така да на есен, мислам дека ќе можеме да гледаме и сите да присуствуваме на фудбалски надпревар на овој стадион. Но тоа е помалку важната работа, затоа што сум сигурен во изведувачот и во општина Прилеп и во себе дека ова ќе го направиме до крајот на градежната сезона. Мене ме загрижува фактот со фудбалскиот клуб Победа. Во овој момент фудбалскиот клуб Победа е оставен на ветрометина, незаштитен од никого, акционерите се откажаја, сите 5 акционери кои што имаат по 20% во учество во фудбалскиот клуб Победа, последниве неколку години тројца од нив воопшто не инвестирале од оној договорен дел што го имаја. Останаа само 2 од 5 акционери кои што финансираа до пред неколку месеци, што за жал и тие се откажаа во последен момент сега и кажаа дека повеќе не можат и не сакаат да инвестираат. И што се случува сега? Оставена е Победа со замрзната жиросметка, пари воопшто нема во клубот, играчи уште помалку и се очекува клубот да оди во стечај, а понатаму и ликвидација на фудбалскиот клуб Победа. Јас тоа нема да го дозволам како градоначелник на Прилеп, како човек кој што го сака фудбалот и кој што има општествена одговорност према граѓаните, затоа што Прилеп важи за фудбалски град, Победа е бренд и гордоста на Прилеп. Нема да дозволам да оди сето така повода за во некои други времења да очекуваме некој друг фудбалски клуб, старата Победа кој што сите ја знаеме, ама нема да дозволам да оди во стечај и во ликвидација фудбалскиот клуб Победа и затоа сакам во овој момент да ви соопштам на сите и на пошироката македонска јавност дека ќе излезам со предлог програма и со предлог до советниците на општина Прилеп, каде што ќе побарам да се вложи дополнителна финансиска инекција на фудбалскиот клуб Победа, за да може да ја одмрзниме, да ја откочиме жиросметката, започне да функционира финансискиот дел, а со тоа да
привлечеме и фудбалери кои што во овој временски период најголем дел заминаа. Да напомнам дека нема ниту тренер во овој момент победа, што е жалосно и недозволиво вакви услови. Мислам дека сите спортски фудбалски работници, фудбалери, граѓани очекуваат победа да продолжи понатаму да функционира, да игра, да доаѓаме ние на овој стадион, да гледаме утакмици и тоа е мој императив пред се, а јас сум сигурен и убеден дека тоа е и желба на сите граѓани кои што го сакаат фудбалот, кои што живеат за фудбалот. Овде има позади мене и помлади и повозрастни фудбалери кои што животот го оставиле на терен токму за победа години наназад. И жалосно е да оставиме така клубот да оди во неповрат. Уште еднаш да потенцирам. Се надевам дека советниците на општина Прилеп ќе се сложат со мојот предлог да се оддели финансиска помош дополнителна, а во наредниот месец ќе имаме ребаланс на буџетот на општина Прилеп, каде што ќе се изваат дополнителни средства за да почне да функционира фудбалскиот клуб Победа. Да напомнам само дека и досега од кога дојдов како градоначалник на Прилеп, одделувавме секоја година исто онолку средства колку што се одделуваше и порано, колку што се одделувало и порано. И во 2017 и 2018 и оваа година 2019. Ама очигледно дека тоа не било доволно, акционерите несериозно ја сватиле работата и да кажам само во една прилика на една пресконференција заедно спомнавме дека акционерите се откажуваат од својот дел тие 20% и дека своите акции ги даваат за 1 евро. Се уште се нема најдено инвеститор, некој кој би сакал да го превземе клубот и за да продолжи понатаму Победа. Да кажам во овој момент дека фудбалскиот клуб Победа должи околу 9 милиони денари на доверители, каде што една од причините што нема инвеститор е долгот што ги има фудбалскиот клуб Победа. Секој сака да дојде на нула за да може да отпочне со работа. Затоа го правиме овој чекор, општината да ја превземи на некој начин улогата на почетен сегашен инвеститор за во иднина. Еве ги повикувам сите стопанственици и компании и менаџери во градот да одделат одредени средства во рамките на можностите, се разбира, пошто овој клуб ќе биде не на општината, ќе биде на градот. Во овој момент ќе биде потпомогнат од општината. Еве сите напори ги правиме, како што кажав, стадионот ќе биде изграден, а јас сум сигурен дека по било каков начин со Фудбалската федерација на Македонија ќе најдеме заеднички јазик да го изградиме и тревникот во стадионот, така да на есен мислам дека ќе можеме да сите да присуствуваме и да учествуваме на фудбалски надпревар, што години наназад го чекаме. Овој стадион 4-5 години, колку што добро се сеќавам, се нема одиграна утакмица. Нашите граѓани тоа го очекуваат, го сакаат фудбалот, љубителите посебно кои што години наназад знаеме иделе на фудбалски утакмици, ја бодреле Победа, се радувале, тагувале и така натаму, и мислам дека императив не само мој и на сите вас овде присутни е Победа да почне да функционира, да идеме на овој стадион, да се радуваме и сите заедно да прославуваме во иднина. Значи се работи на комплетна реконструкција моментално на страна на јужната трибина. Значи главниот дел од бетонските работи кои што моментално се изведени од страната на јужната трибина, скоро да не речам преку 65-70% е завршен. Значи очекуваме до крајот на месец август да го завршиме комплетно бетонските работи од страната на јужната трибина. Паралелно пристапуваме кон изработка на сите оградни ѕидови околу стадионот, со тоа што почнуваме со ѕидот на кај брза помош од источната страна и продолжуваме со ѕидот на западната страна да го дозидаме, затоа што имаше делови каде што имаше испаднат камен, се бара реконструкција комплетна, значи одиме на комплетно кревање на нови бетонски ѕидови, со што ќе оформиме на целина и ќе го заградиме стадионот и ќе се оформи како една голема целина. Од тука ќе се префрлиме да работиме на ресторанот и на VIP ложата кои што се наоѓаат на северната трибина. Остануваат некои санитарни чворови кои што треба да се средат и како што напомена градоначалникот, да се надоврзам на него, кон крајот на оваа градежна сезона треба да ги привршиме комплет работите кои што се по оваа постапка и оваа тендерска документација.
Јас како бивши фудбалер и капитен на Победа, значи ја поздравувам истовремено и ја поддржувам оваа иницијатива на општината на град Прилеп и нејзината заложба за изградба на стадионот и тоа што нема да дозволи овој клуб и што ќе го земе во нејзини раце и што нема да дозволи овој клуб да пропадне, да згасне овој бренд, фудбалски бренд. Исто така сакам да напоменам дека и упеќам апел до сите бизнисмени, бизнис сектори, сопственици на предпријатија, добронамерни луѓе, и се надевам дека ги има многу, да помогнат во сето ова што општината го има замислено. И мислам дека за брзо време, во блиска иднина, овој клуб ќе застане на здрави нозе и ќе се врати на местото таму каде што припаѓа, тоа е во врвот на Македонската прва лига. Прилеп е познат пошто по Победа. Овдека идеја 20.000 гледачи Победа кој играше со Динамо Загреб. Да го вратиме тоа. А стручно го има тоа во Прилеп. Имаме стручњаци кои што може да ја вода Победа, почнувајќи да не ги бром на име од Николовски, Здравенски, Наумовски, сите што се, да се одбера играчи и да Победа си појди на она место кај што е местото. А за тоа да се направи, треба една активност на спортска линија и да се донеса квалитетни играчи за ова сезона. Втора лига е помини, да не размислуваме само да остани, него да се обезбеди екипа да биде прва до година да се врати во прва лига, тогај ќе биде сета она заложба на градоначалнико, на инвеститоро, што ќе се направи стадионо Победа да игра тука.